Дечки, добар ден и добре дојдовте у 38 епизода. Мене ми е жал што направивме можеби некој месец дена пауза од ова шоу. Better Nutrition Show, by the way, сум Јосиф Дамјанов, али имавме доволни оправдувања од причина што повеќето од вас знаат дека имавме некој технички проблем со фан страната и хакирање, али у секој случај вративме се назад, па имавме некои патувања и не можевме да снимаме епизода, но конечно еве назад со една многу интересна тема која што за многу луѓе знам дека ќе направи разлика и ќе ви помогне да постигнете уште подобар резултат и да си помогнете на патот до остварување на вашата цел. И у принцип се работи за моментот на внесување на вишок на калории или позајмување на калории од иднината. У принцип се работи за денови кога можеби имате некаков социјален настан, кога можеби имате некаков став дека ќе направите пауза со диетата или начинот на исхрана, или па можеби имате неорганизирано, што не е баш добра особина, но во секој случај придонесува да внесете вишок на калории, да изедете нешто повеќе, да направите некоја грешка и така натаму. И обично повеќето од вас можеби си викаат па утре ќе го извежбам или утре ќе намалам со калории па ќе се нулираат сите тие вишоци и така натаму. И у принцип тоа да, функционира теоретски така, бидејќи ако просто математички земено внесувате 500 калории повеќе од тоа што ви треба, утре да ги истрчате, не знам, да истрчате 6, 7, 8 километри или да одите на она што веќе го правите како физичка дисциплина, или па да намалите на калории, во принцип функционира, но најголемиот проблем во овие работи е исто како и кога се поземувате во банка, можеби, знаете, тешко е да враќате долг и тешко е да секогаш постои камата, истото и тука. Телото не функционира баш така математички, денес ќе ставам, утре ќе извадам, или денес ќе ставам, па не знам, после 2 дена ќе го извежбам. Телото функционира на дневна основа да знае колку калории внесува, колку троши и слично, и повеќето од вас ќе имаат проблем со моментот дека ги одложувате работите за утре. И знаете, кога ќе кажете дека слушај, денеска ќе си знаедам, но проблем утре можеби ќе се регулира и ќе намалам на калории, ќе извежбам. Проблемот е во ставот во глава и тоа што секогаш постои утре. И утре ќе постои утре, и утре можеби ќе си речете па слушај, ќе одложам, или сега не можам, ми излезе нешто и така натаму, ќе ставите вашата диета или начин на исхрана на пауза, што е по мене тотална глупост, ради тоа што исто како да ставите пауза на дишење и на живење, не може тоа така да функционира. Затоа, доколку излезе да внесете некако вишок на калории, тоа е сосема окей, но немојте да се лажете дека утре ќе го извежбам или утре ќе намалам и така натаму. Да, пробајте да се вратите само на стариот начин на исхрана и не правете ништо, не си ја мачете главата и не се замарете со такви математики, и да сте сгрешиле, окей, сите ние го правиме тоа, некогаш и намерно, некогаш поради настани кои што едноставно немаме врз нив контрола, се случуваат, особено кога сега во овие периоди кога се социјализираме, кога одиме подмор и така натаму, но единствен мој совет е само вратете се на стариот начин на исхрана, на она што претходно веќе се го дале како обврска и обврзување на вашите оброци, на редовно пиење на вода, на физичка активност и уопште не се малтретирате дали са денеска треба да намалам и така натаму, ќе влезете во круг кој што не сакате да го имате. За денеска толку, 38 епизода завршува. Драго ми е што повторно се враќаме меѓу вас и знам дека некој од вас исто така ќе им биде драго што повторно ги слушаат овие работи. На некој од вас знам дека многу му помага и му дава сето ова поддршка како информација. Тука сме со Тања за се што ви треба. Се гледаме во 39-та епизода. Имајте убав викенд и не оставајте за утре. Чао, чао.